Овој разговор со господинот Маријан Ѓорчев ќе го објавиме на крајот од емисијата во целост, бидејќи е малку подолг, но сакам токму на оваа поента на која што господинот Ѓорчев укажува, а тоа е дека оставката на Заев ја практично ја стартувала таа иницијатива за проверка на довербата на владата, да го започнат мојот следен разговор со господинот Фатмир Бетичи, кој што е вице-премиер задолжен за економија, но исто така и во раководството на Социјалдемократскиот сојуз. Оставката на Заев беше замаец за ова што потоа ќе прерасне во длабока политичка криза, која што на крај за викендот со некаков, барем од аспект на власта, заврши со некаков барем привремен happy end. Да ве прашам, во која состојба сега се наоѓа владата? Вие оперирате во комплетниот свој капацитет или сите овие турбуленции, самиот Заев и така натаму ви прават проблем во дневното функционирање? Прво благодарам за поканата за учество во емисијата. И одговорот би го кажал, ние како влада не функционираме 3 месеци во нормални околности, затоа што за жал јас сум еден од тие кои што им кажува цело време дека ние сме од ретките држави во можеби во Европа во кој што секој изборен процес државата стагнира во сите аспекти. И јас бидејќи сум нов во политиката, ми беше навистина зачудувачки да 3 месеци државата не функционира заради избори. Малтене нивото на кое што оперира владата, но и сите институции се доведени на минимум. Значи на одржување на статус на полужив. Скоро како техничка влада функционира. Па би кажал, затоа што ја бев дел од техничката влада која бев советник, но тогаш имавме вонредна ситуација, тогаш се работеше многу повеќе него во избори. Затоа ова што се случува овие 2 недели воопшто не нешто А периодот е чувствителен, мислам. Буџетот ви влезе во собраниска процедура, ќе трае 10 дена. Ние во овој период требаше да донесеме буџет, го донесовме во влада. За жал ни престои очигледно тешка здравствена состојба околу пандемијата. Состојбите во економијата не се идеални, затоа што пандемијата уште продолжува и најверојатно таму ќе треба одредени интервенции. Енергетската криза се појави како нов моментум, значи воопшто не е идеално да кажеме за да не бидеме во полна капацитет. Се радувам дека во тоа што беше започнато после вториот круг од локалните избори во четврток затворивме еден сегмент и се надевам дека многу брзо ќе го затвориме и овој сегмент, дали ќе има, дали нема да има влада, какво мнозинство, кој ќе биде во мнозинството. Сте упатени вие до каде се тие работи или вие читате од портали, од вестници и гледате телевизија па не, што се случува? Малку повеќе сум упатен, но искрено ја не учествувате во тие преговори? Не, без разлика што сум дел од раководството, учествувам во координација на раководството, но не во преговорите. Да ве прашам, за да и тоа го апсолвираме, во партијата, докаде е процедурата со оставката на Заев, бидејќи и таму нели беше драмата што беше, па потоа не прифати Централниот одбор, па извршниот одбор, сега што е ситуација? Централниот одбор само побара да се одложи одлуката за оставката. Јас и првиот пат кажав дека чинот на оставка на председателот на партијата и премиерот е висок демократски чин и дека во нормални земји кај што тоа се случува многу често, би го сватиле како еден начин во кој што ќе треба да се преиспитаме зошто работите не оделе како што треба и да се направи нов состав или на влада или нов состав на раководството во партијата. Кај нас сето тоа се сваќа предраматично. Ја ценам навистина одлуката на председателот за чинот на оставката, но исто така го ценам високо чинот на одложување на неговата оставка до одреден период додека не се стабилизират и не почнат процесите во партијата. Вашиот став е познат, мислам дека го имате кажано веќе во неколку прилики, дека вие мислите дека е добро премиерот на владата да биде и човекот кој што ја води најголемата партија која составува владата. Па сметам дека во вакво општество како што е нашето, а тоа е високо врзано политички и партиски, сметам дека е скоро невозможно да имате премиер различен него председател на партија. Таа практика и во други земји е таква, мислам. Да, не е исклучено да има, освен ако веќе немате
техничка влада или немате експертска влада, тогаш можеби во такви констелации би можело премиерот да биде различен него председателот на партија. И затоа сметам дека во овој момент следат неколку процеси, а тоа е консолидација на партијата со нов председател, со ново раководство и понатаму нов мандатар за нова влада. Дали... Ама според роковите што ги имате на располагање, тоа нема да заврши барем пред крај на јануари. Партиските ваши рокови се такви, ќе фати нова година и така натаму. Јас сметам дека ние наскоро ќе добиеме Заев 3 влада, водена од председателот Зоран Заев. Јас ја викам Заев 3. Иако така е нарече господинот Тачи овдека во изјава за нас пред 10 дена, дека Заев 3. Секако, без разлика, дали е се тоа двајца, тројца, 5, 7 министри кои што ќе се сменат, таа ќе биде Заев 3 влада. И нормален акт е, дали ќе добиеме Заев 4 после одредено време, сметам дека он ќе остане на неговата лична одлука за повлекување, но сметам дека во овој период навистина ни треба, затоа што одредени процеси не треба да ги изгубиме. Господин Бетичи, и јас неколку пати артикулирам ни својата работа, гледам дека е тоа општа тема и сите други, не само колеги, туку и јавност очекува дека не предпоставувате белки дека сега само ќе се промени премиерот, сите други ќе останат и ќе продолжи ситуацијата како што ќе се водат преговори наново за министерски ресори, за нови имиња, бидејќи така ќе оди таа влада на гласање целосно во парламентот. Јас сметам дека реконструкцијата на владата без разлика на влез на нова партија или останување на истото мнозинство, сметам дека ќе треба да има одредени промени на кадрите во. И јас искрено сум еден од тие кои што целосно сум ослободен дали моето име ќе се појави на новата листа, затоа што сметам дека секој еден од нас како носител на функција се резултатите тие кои што би требало да го остават во функцијата или да не го остават во функцијата, и само така сметам дека народот ќе го препознае кој е тој што треба да. Како мислите дека ќе реагира вашиот коалициски партнер Дуи? Бидејќи Дуи реално на локалните избори оствари релативно добар резултат, на крајот ги загуби, се разбира, можеби неколку од главните бастиони, да кажам, политички во тој гласачки камп, но сепак според бројот на гласовите не доживеа катастрофа како што тоа му се случи на СДСМ. Сега, може ли Дуи да каже, слушате, вие ако си имате проблем во партијата, менувајте кадри, ова се нашите кадри со кои ние победуваме? Да, мислам дека сите треба да преиспитаме зошто сме изгубиле. Во овој момент, во суштина, сите во владеачкото мнозинство изгубија. Значи, процентуално, ако видиме, и СДСМ, и ДУИ Добро, сите партии изгубија гласови на крајот, и победниците изгубија гласови. Пораката од народот беше јасна, дека овој курс на локално ниво не е доволен за да ве изгласаме. И таа е пораката која што треба сите да ја примат. И секако, еден разумен политичар таа порака ќе ја прими и ќе се преиспита дали треба пронатаму да продолжи во истиот пат кој што го имал или треба да промени. Јас сметам дека треба да промени. И затоа секако одлуката на Дуи е нивна одлука, но јас сметам дека не е на штета на владењето ако има промени на ресори или промени на кадри. Се вели дека секој нов кадар носи нови знаења, нова енергија и друг пристап кон решавање на проблемите. Ве тормозам помалку со овие политички прашања, ако вашиот ресор е строго вице-премиер за економски односи, ама еве, заговарате нова политика, заговарате промени. Што представува новиот буџет кој е во процедура, баш од аспект на ова што вие го говорите? Имате ли 3 поенти да ми направите што ќе биде промената помеѓу овој буџет и оној што сега функционира и се троши? Да, сметам дека и покрај тоа што го донесовме буџет во време на пандемија. Пандемијата се уште не е завршена, економската криза не е завршена, енергетската криза не е завршена. Успеавме да ги покачиме капиталните инвестиции на ниво во кое што никогаш до сега не биле. Значи, капиталните инвестиции наназад 15 до 20 години биле од прилика 400 милиони евра, 400-450. Тие се зголеми на 600 милиони. Но, знам кој е прашањето, но за прв пат структурно воспоставуваме тела кои што ќе ги следат и ќе ги унапредат
нивото на спроведување на капиталните инвестиции. Во мојот кабинет заедно со кабинетот на премиерот се воспоставуваат две тела. Тоа е Централното тело за спроведување на инфраструктурните проекти, капиталните инвестиции, заедно со УНОПС и Светската банка, тоа го правиме, и тело за мониторирање или наблюдување на економските политики. Уште една замка има, ако ми дозволите, а тоа е вие не се прославивте со инвестициите капитални во изминатите неколку години, добро, воредни години, пандемии, сето тоа знаеме, навистина се тоа објективни причини, но сега веќе ги немате ни тие градоначалници кои беа ваши градоначалници за општините, а дел од овие капитални инвестиции треба да поминат и низ, како да кажам, општинските сита и решета и така натаму. Да, затоа... Оти нашата држава функционира партизирано. Сега вие, не знам, самиот вие, ама ќе се јават веројатно несогласности, ќе се јават пребирливости, ќе се јават кочења. Јас сум поборник на системско и структурно функционирање. Не може да има држава, нит влада, нит владење, ако нема воспоставено систем. Фактот дека зборувам цело време за долгорочни стратегии, зборувам за јасни планови, зборувам за воспоставување на систем на функционирање, дали се тоа капитални инвестиции и така натаму, тоа значи дека веруваме дека само така ќе се надминат овие дневно политички агенди на сите нас понекогаш. И затоа кога ќе кажам дека ја воспоставуваме централната единица за инфраструктурни проекти, таа ќе биде таа која што ќе биде гарант дека капиталните инвестиции ќе се спроведат максимално колку што е тоа возможно. Еден од клучните проблеми, кој што е очигледен и е виден не само од мене, и од моите претходници, а тоа е дека ние немавме доволен кадар во планирање и не дававме време за да планираме, а се знае дека за капиталните инвестиции, бидејќи ги збориме, ако немате добро планирање, сигурно ќе испланирате неуспех и ќе дојдете на 60% спроведување. Затоа што ние наназад 15 години, 20 години, само со ребаланс доаѓавме на 80% исполнување на капиталните инвестиции. Опозицијата покажува добра волја со, да кажам, однапред најава дека ќе го поддржи донесувањето на буџетот, но при тоа дадоа негде над 200 амандмани. Обично кај нас кога опозицијата дава амандмани, тоа што се вика вака генерално се отсврлат и така натаму. Имате план да се занимавате сериозно со амандманите или едноставно? Мислам дека да. И минатата каде се главните проблеми што ги лоцира? Не сум ги видел сите амандмани, деновиве најверојатно ќе стасат и кај нас за мислење, но еден од клучните разлики на нашето владење со некое друго владење е дека ние слушаме. Ние и минатата година кога го носевме буџетот, за чуда, прифативме амандмани од опозицијата. Да се вратиме само 4 години наназад, тоа беше научна фантастика. Во ребалансот оваа година прифативме амандмани од опозицијата, дури и во ребаланс. Затоа што имаше навистина добри предлози. И рековме, па да, тоа е за нашиот народ, ние мораме да ги прифатиме и ови. Така да и во 200 амандмани се надевам дека они предложиле амандмани кои што се издржани и сметам дека сме отворени да ги прифатиме. На крај на денот 4,4 милиарди буџетот во развоен буџет, затоа што ги сфативме само капиталните инвестиции. Во него се содржани елементи за економско оправување, во него се има елементи за справување со енергетската криза, но и за справување со понатаму пандемијата во одреден период. Но има и огромно задолжување. Но задолжувањето е скратено скоро за 50%. Да, знам, но се уште е големо, бидејќи се враќаат и долгови, а и вие велите, тука беше и господин Фатмир Бесими, министерот надлежен минатата вели, да, се задолжуваме, но за инвестиции. Апсолутно. Овој пат. На крајот ќе помине и оваа година нареднава, ќе се види што точно ќе се направи. Македонија од година во година го зголемува долгот, а капиталните инвестиции не го намалува долгот, така е. Разбирам јас во апсолутна бројка, во апсолутна бројка, ама процентот на задолженост во буџетот воопшто веќе е на граница на поднослива, дури опозицијата тврди дека сме презадолжена земја по тој основ. Не би кажал, но истина не е. Вчера имавме една интересна дискусија
Реков, за жал, почнавме да зборуваме и ние политичарите и сите за се и некако народот веќе стана експерт за се. И сите зборуваме за народот експерт за се. Зборуваме за задолжување толкав. Јас сум еден од тие кои што има кажано. Јас сум прагматичен. Секое едно задолжување, ако од другата страна има инвестиции кои што одат на подобрување на квалитетот на живот на граѓаните, не треба да се дискутира. Затоа што на крај на денот, затоа сме избрани. А ако имаме задолжување во кој што се трошат на нетранспарентен и неотчетен начин, тогаш треба да дебатираме сите до еден и јас сум прв кој што ќе даде одговорност за такво трошење. Во овие 4 години, и морам да признам, особено последната година која ни беше криза 2020, но и 2021, секој еден денар задолжен е вратен кај граѓаните. На еден или на друг начин. Дали е тоа доволно? Јас сум кажал дека не е доволно. Затоа што за жал животниот стандард поскапува, не заради тоа што ние сакаме, туку целокупно движењата се такви што го поскапуваат животниот стандард, а се уште подобрувањето на животниот стандард кај луѓето иде поспоро него трошоците. Бидејќи сте вице-премиер за економија, под вас паѓа и енергетиката, мислам, сака или неќе и така натаму. Едно е фактот дека енергетската криза е глобален проблем, бидејќи таа доаѓа како резултат на едно преголемо заживување на економиите, зашто енергетските извори не беа подготвени, веројатно барем во овие први моменти да тоа го поддржат. Но друг е фактот дека навистина ова што критикува опозицијата, тоа е производството на енергија во самата Македонија, можеби како резултат на пренасочување на друг вид на енергија и така натаму, меѓутоа се потврла во таа област. Плаќаме високи цени заради тие потврлања, купуваме енергија по скапи цени и така натаму. Како сте вие задоволен околу функционирањето на државното производство на енергија? Значи, овде можам за прв пат јасно да кажам, целосно незадоволен. Но тоа е само последица на лошото менаџирање последните 20 години на енергетскиот сектор во нашата држава. За жал, ќе кажам, денеска сите ние, јас, моите деца, вашите деца, и наредните години ќе ја плаќаат цената на причините и на лошото менаџирање последните 20 години. Да, ма ќе ви кажат на тоа дека вие сте во последните 4-5 години. Не може енергетскиот сектор никаде во светот да се подобри во 2 години. Денес кога донесете одлука за да изградите било што, за да отворите нов производствен капацитет, ви требаат најмалце 2 до 3 години. Сметате дека ја разбирам таа логика, се разбира, тоа не е, како да кажам, нешто што денеска ќе инвестираш, утре ќе се врати. Воради тоа, не сте вие единствениот кој тоа го кажува, но какви се вашите политики за еднината? Сметате дека сте барем таму на вистински пат или и следниот министар кој ќе дојде по 5 години ќе каже во последните 25 години што се правили лоши? Не, мислам дека сме на вистински пат, затоа што прво е очигледно нашата стратегија кон инвестирање во обновливите извори на енергија и од јавни и од приватни средства. И инвестирањето во обновливите извори на енергија ќе ја надополни разликата. Но секако таму треба да сме на јасно дека таа цена е поскапа него цената која што доаѓаше од производство на електрична енергија, која што беше поштетна кон здравјето на граѓаните, а тоа е таа традиционалната, конвенционалната начин на производство на електрична енергија од лигнит и јаглен. Второ, ние имаме јасен план што ќе правиме со рек Битола, што ќе правиме со рек Осломе, што ќе правиме со ТЕЦ Неготин. А тоа е дека во процесот на транзиција ќе транзитираме од јаглен се додека сватиме дека јагленот веќе ќе го нема. А очигледно дека ова денеска што ни се случува е затоа што го немаме јагленот, или ако го имаме со слаб квалитет, да. А тоа значи пониско производство на електрична енергија. Да не ги кажам другите аспекти на менаџирање. И затоа сметам дека
тоа што го донесавме како одлука. Слушам различни дискусии, дали требало, сите го заборавивме капацитетот во Александрополис. Одлуката на оваа влада за прв пат во историјата на модерната држава, Република Северна Македонија, да инвестираме надвор од границите во производствен капацитет на електрична енергија, се покажува денеска дека за 3 години сите ќе велиме фала Богу, конечно некој такова добра одлука има донесено, затоа што влогот е многу мал за тоа што ќе ни престои. Електричната енергија е веќе се покажа дека ќе биде скап ресурс. Морам да го привршуваме разговорот и веќе сме прилично загазени во она што ние го резервираме како термин за вести. Господине Бетичи, на крај да ве прашам, и тоа имате 30 на секунди, очекувате ли дестабилизација економска во наредниве месеци врзани за сите овие елементи што ги говорите, енергија, пандемија, нестабилност на влада и така натаму, или граѓаните, инфлација и така натаму, или граѓаните сепак можат да се подготват за едно релативно мирно дочекување на новата година и постновогодишните празници? Значи, јас очекувам дека без разлика што ќе се случува веќе со одлуката донесена минатата недела во околу справувањето со енергетската криза, но и другите одлуки кои што престојат во наредниот период, сметам дека не само граѓаните, туку сите треба полека да се опуштиме и да славиме, да очекуваме да славиме нова година во украсени и разубавени градови, како што доликува на една нормална држава, и се надевам дека не во сивило, како што ја најавуваат новите избрани градоначалници. Добро, гледам дека и тука ќе имате поле за дискусија и за несогласување. Фатмир Бетичи, вице-премиер за економија, благодарам за ова гостување.